На 28 ноември бевме сведоци на црвено-црн перформанс во изведба на неразделниот партнер на владеачката ВМРО. Истиот оној за кој членовите на владеачката покажаа минатиот месец безброј докази за верност и непоколеблива лојалност. Под топотот на коњите на асфалтот полека се топе и последните остатоци на достоинството на граѓаните на Куманово, Северно Скопје и Западна Македонија. По сценарио на Влен се демонстрира ново насилство врз уставниот поредок и се урниса веќе излитениот концепт за соживот, кој се претвори во еутаназија. Голем дел од територијата е под фактичка окупација, а домицилното население нема дури ни права што ги гарантираат конвенциите за окупирани територии. Тоа е краен резултат од бескрајните коалиции со фракциите на ОНА и незините деривати. Прашање до парламентарците и владата, дали би биле подготвени за следниот логичен чекор, а се во духот на соживотот, да организираат Ден на македонското знаме со свечен конички марш од Мала Преспа до Тирана. Нов Асно констатира дека ова е еден од низа настани кои го продлабочуваат јазот меѓу ВМРО и електоратот, кој ја даде огромната подршка во мај 2024, носен на бранот на колективната илузија дека промената на власт ќе значи и враќање на името. Драги граѓани на Македонија, враќање на името е поврзано со нови и неизвалкани сили.